Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува председателот на Институтот за демократија Societas Civilis Марко Трошановски. Господин Трошановски, изборната кампања за председателските избори започна на 4 април. Како досега ја оценувате кампањата во однос на тоа како кандидатите ја водат досега? Со оглед на предупредувањата на ОПСЕ околу високата поларизација во општеството и како таа може да се преслика на политичката комуникација, мислам дека за сега е релативно пристојна кампањата, што се однесува до традиционалните медиуми, телевизиите, би рекол радијата, весниците. Поголем дел од она што е црна валкана кампања можеме да ја сведочиме на социјалните мрежи, каде што не постои ни одговорност, не постои неретко ни авторство и луѓето се по слободни да не се цензурираат или пак партиите перфидно да пролиферуваат информации кои што се во оној негативен контекст на политичкото рекламирање или комуницирање. За сега она што може да се преслика барем на митинзите и слично е дека е, како што реков, во домен на некаков политички коректен дискурс сето тоа изведено. Неизбежно тоа ќе се радикализира како што се ближи крајот. Уште не сме сведочеле и на политички соочувања каде што најмногу излегуваат на виделина овие негативни појави во политичките комуникации. Треба да видиме, имавме една дебата помеѓу двата кандидати од албанските партии, која што помина прилично пристојно и би рекол треба да е пример за следните формати на дебати кои што следат, кои што би требало да ги вклучат сите кандидати. Има вкупно 7 кандидати. Очекувате ли да биде избран председател во вториот круг? Мислам дека преклопувањето на вториот круг на председателските со првиот од парламентарите беше и намерно целисково направено во таа насока, да ја зголеми изгледноста. Она што е негативно е дека имаме доста споени денови во тој период кај што многу луѓе ќе бидат на одмори надвор од своите живеалишта или од државата, што може да придонесе делумно на намалената излезност, но мислам дека тоа би произвело многу поголема политичка криза која што не е во интерес на ниту една партија, имајќи предвид можните комбинаторики кои што ќе излезат во вториот круг во смисла на заемно поддржување на партиите, на нивните кандидати за подобро позиционирање за идни владини коалиции, ќе пресуди да немаме пат на тој цензус кој што би ги направил нелегални, да речем, изборите во смисла на неисполнет квота. Дел од слоганите на председателските кандидати се патриотски, дел ја истакнуваат важноста на евроинтеграциите, други истакнуваат дека претходно подпишаните договори постои штетност од нив. Меѓутоа, гледате ли нешто ново во понудите на партиските кандидати? Не гледам ништо ново, но не мислам и дека секојаш треба да може да има нешто ново. Генерално секаде во светот, освен ако нема некој исклучително турбулентен политички контекст, како после огромна криза внатре државни немири или некој дебакл на институциите и слично, политичката приказна се движи помеѓу двата пола, едни кои што апелираат на тоа, обично е тоа опозицијата, која што вели дека народот е изневерен, достоинството му е згазано и која што се промовира себе како опција која што би го вратила тоа изгубено достоинство и деградирани државни економски и социјални позиции. И на друга страна, она партија или коалиција која што била на власт, која што секако дека ќе апелира кон иднината, кон стратешки чекори кои што треба да се преземат понатаму, не спомнувајќи или не навраќајќи се на својот перформанс во минатото, заради тоа што се подразбира кога велите дека ќе чекориме храбро кон иднината, дека она што сте го направиле е во ред и прифатливо и било добро сработено, без истото да биде кажано. Така да
тие се двата пристапи во креирање на приказните. Така, гледаме и дека некои кандидати за председател одат со партиските лидери на митинзи, други одат сами. Во оваа насока можеме ли да видиме дистинкција на председателската кампања и на кампањата за парламентарните избори? Некојаш можеме да видиме, некојаш не можеме да видиме. Тоа многу зависи од рейтингот на лидерот или квалитетот на председателскиот кандидат со кој што се промовира. Ако партијата проценила дека незиниот лидер има висок рейтинг и како таков ќе го надополни или ќе го засили рейтингот или појавноста на нивниот председателски кандидат, тоа го прави на таков начин и обратно, ако некоја партија смета дека има партиски лидер со послаб рейтинг, секако дека тој ќе биде во втор план за сметка на рейтингот на кандидатот. На крајшто се бројките од анкетите за перцепции на јавноста ги определуваат овие стратегии. Како гледате на тоа што партиите, иако ветува, не ги изгласа измените на изборниот законник според препораките на ОПСЕ ОДИХР, со кои требаше да се спречи злоупотреба на државни ресурси за партиски цели, меѓутоа и финансирање на партиите со државни пари во медиумите? И самиот период на носење 2 месеци пред кампања на изборниот законник покажува на тоа дека партиите не сакаат да ги напуштат старите пракси кои што овозможуваат многу финансиски средства и државни ресурси во интерес само на самите партии, а не и на јавниот интерес. Пред се, околу 2,7 милиони евра ќе се одлеат во социјални медиуми, интернет портали, кои што се ново формирани, кои што немаат собственици, кои што немаат уредувачка политика, кои што не знаеме дали ќе објавуваат понатаму или не. Имаме ситуација каде што една фирма пријавува по 4-5 портали, од кои што секој би можел да добие 15.000 евра и слично, пари за кои што сериозно постојат индиции дека се злоупотребуваат или за рефинансирање на кампањите или влегуваат во приватни џебови. Вториот момент е употреба на возила во кампања. До сега ниту околу 400 од 1000 речиси над 1500 нешто над 1500 институции ги пријавиле своите службени возила односно нивните регистарски таблички за граѓаните да може да ги препознаат ако се движат некаде или се во интерес на политичка кампања некои искористени. Тоа повторно е голем пропуст и за тоа не се предвидени санкции. Третиот проблем од тој аспект, од аспект на препораките на ОДИХР да речам, е зголемување на прагот за независните граѓански иницијативи, кои што сега зголемен на 1% од регистрираните гласачи во изборната единица општината во град Скопје и им невозможува на независните граѓани кои што претходните избори на вистина имаа големо препознавање од страна на гласачите, повторно да се номинираат затоа што немаат време ни можност да се регистрираат. И тоа е сериозен проблем исто така и нешто што апсолутно ги гуши демократските процеси во земјата. Многу ветувања за подобро утре, но остануваат и старите проблеми, како на пример корупцијата. Сега најновиот извештај на Freedom House покажува дека назадува владењето на правото и борбата против корупцијата. Во извештајот се вели дека од суштинско значење е да се промовираат антикорупцијски механизми и судски реформи. Колку според вас во партиските кампањи е посветено на ова прашање? Искрено, се уште не се јавни партиските програми за изборите. Оно што го имаме се мал увид во дел од тие програми и не знаеме детално што тие предлагаат. Мислам дека конечно на луѓето им е јасно дека општи флоскули како борба против корупцијата, владење на правото, враќање на достоинството не носат никому добро. Тоа е видливо и во рейтинзите и во анкетите каде што луѓето покажуваат многу големо ниво на недоверба во политичките партии. Тоа е делумно и токму поради ова што не покажале досега никаков видлив резултат во таа борба против корупцијата, која што сега е позиционирана за највисок проблем кај граѓаните, тоа што луѓето, јавноста, новинарите, сите треба да се фокусираат во следниот период е како овие мерки ќе бидат спроведени. Дали имаме доволно пари во буџет, на каков начин се смета да се реформира или укине судскиот совет, ако за тоа треба квалификувано мнозинство, како се мисли тоа да се оствари. Така да мораме да ги постојано изложуваме на притисок партиите да укажат како, а не само што ќе променат, бидејќи
тоа се крие разликата помеѓу партија која што има визија и знае што да направи, партија која што само манипулира со чувствата и потребите на граѓаните и нивните фрустрации, без при тоа да има идеја. И можеме да бидеме сигурни дека доколку го зема мандатот и во иднина ја води владата, било која од тие партии што немаат конкретно идеја како тоа да го спроведат, дека тоа нема да биде спроведено, до сега многу пати тоа ни се докажало и во пракса. Што очекувате да се случи по изборите во однос на преговорите со Европската Унија, бидејќи е јасно дека за отварањето на кластерите треба да се внесе бугарското малцинство во уставот? Промена на преговарачката рамка мислам дека е прилично неверојатно сценарио. И пред да биде соопштено тоа од комесарот Вархеј, беше јасно дека за тоа да се случи треба мобилизација на многу земји членки, односно на сите земји членки по ова прашање во ситуација кога Европа ја тиштат многу други поголеми прашања од тоа дали една мала земја доле на југот сака да ја промени преговарачка рамка и не. Треба да се види сепак со каков ние капитал настапуваме во тоа барање и колку имаме и дипломатски и геостратешки тука капитал за да преговараме за таква тема. Моментално тоа мислам дека не е случај, како што беше случајот со Украина и кафе пиењето нели на Орбан на последниот совет. Така што мислам дека тоа е многу малку веројатно сценарио. Има можеби некако модалитет во случај на одложено действие на уставните измени по ратификацијата на договорот кој ќе завршат преговорите за да се намали можноста Бугарија да ја уценува земјата и да ги користи преговорите за наметнување на своите ревизионистички барања. Меѓутоа, делот на промена на преговарачка рамка, мислам дека тоа нема да се случи. Евентуално некакви гаранции кои што би дошле од страна на Европскиот парламент би биле добри, посакувани, како и можеби нови заклучоци на следниот совет на Европската Унија, кои што би алудирале дека злоупотребата на билатералните договори за во контекст на отварање и затварање на преговарачки поглави е неприфатлива. Меѓутоа и тоа е тешко бидејќи билатералните прашања се едни од клучните предуслови за една земја да може да влезе во Европската Унија, односно нивното решавање. Така што во оваа сива зона секако влегува и нашиот договор со Бугарија и тоа ќе биде многу тешко да се оствари промени. Како гледате на се повторените ставови дека и техничка влада би можела да го менува уставот за внесување на бугарското малцинство? Тоа е можно, тоа е на некој начин ја споделува одговорноста помеѓу сите партии, истовремено ги прави помалку им несува помала политичка штета, ако гледаме низ призма на чист политички прагматизам и калкуланство. Од друга страна, повторно треба да видиме какви ќе бидат бројките. Навистина е многу неизвестна комбинаториката за идната влада и дали ќе се направи коалиција и покрај анкетните факти кои што ги гледаме, дали ќе може да се направи идна влада без која што би го пролонгирала носењето на уставните измени. Ова го спомна и американската амбасадорка Анджела Агелер, која изјави дека и во минатото имало преседани кога амандмани се изгласувале за време на техничка влада. Не знам што да одговорам на таа порака. Мислам дека, како што реков, сите сценарија се можни. Добрата страна за партиите е тоа што идна техничка влада е, како што реков, ќе ја сподели одговорноста, односно ќе покаже некој национален консензус, меѓутоа тоа за сега го нема. Тоа можеше да се случи и до сега ако ги имавме сите партии на иста страна и ако сите исто гледаа на уставните измени, така да немаше потреба од техничка влада за уставните измени да се случат. Мислам дека ќе треба сепак да се случи некаков пробив кој што ќе даде некакви гаранции, макар и символични, и ќе го отлучи отпорот или ќе го намали отпорот на сега пред се ВМРО ДПМН да ги прифати истите. Најидеална опција би била одложена примена на уставните измени по завршување на преговорите, се разбира. Меѓутоа тука е вештината на нашата дипломатија на испити, не знам дали би можела целосно во овие контексти да испреговара таква позиција.
Господине Трошановски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.